Тоа започна како еден вид на иницијатива на сите оние кои што се залагат за здрав начин на живење и сите ние рекреативно кои што се бавиме со трчање да направиме и Струмица, да има трка и да ја ставиме Струмица на мапата на тие сите поголеми градови кои што организираат таков настан. Иницијативата прва дојде 2018 година кога беше и реализирана првата трка со релативно мал број на учесници, првата година само 150, следната година заради добрата организација веќе имавме 350 кои што финишираа на самата трка од 480 пријавени, па за жал настапи ситуацијата со пандемијата, 2 години не бевме во можност да ја организираме, за еве сега пак повторно 2022 година да го најавиме и официјално изданието пето поред Струмица на улица, ова година со трка полумаратон 10 км и трка од 5 км. Каков е распоредот? Од каде се почнува? Кои улици ќе бидат на располагање на учесниците? Да. Како што веќе и наведено на самиот вебсайт Струмица на улица МК и претходно беше дадено соопштение до јавноста и беше најавено, ќе се трча по булеварите Ленинова, од потегот таму кружниот тека и Риверсофт, се оди преку интернатот на средното општинско училиште Димитар Влахов, потоа се врти лево по семафорот на булевар Маршал Тито, низ поштата, па се до низ кружниот тек на, ние што го викаме популарно, каевана на дистрибуцијата, па се до средното техничко училиште, се враќа назад до поштата, вртиме десно по булеварот Гоце Делчев, до новиот кружен тек и пак назад преку булевар Маршал Тито, семафорите, се враќаме назад полукружно и така се прави еден круг од 5 км, трката на 5 км таму завршува, се трча 2 круга за 10 и 4 круга за 21 км, односно за полумаратон. Колку учесници има годинава? Задоволни ли сте и какви? Да, со оглед на тоа што се натрупија повеќе настани, бидејќи сега почна светот да се олабавува од сите тие мерки поврзани со пандемијата и сите, рековме, настани кои што во истиот ден се одржуваат, ние сме задоволни затоа што го исполнивме оној минимум, но не станува збор за мала бројка, над 300 учесници кои што ќе продефилираат, ќе трчаат низ улиците на Струмица, па така можеме да кажеме дека ние сме задоволни со одзивот. Имате еден забавен дел кој што е планиран, меѓутоа временските услови се така, да. Што всушност беше замислено? Замислата беше да не заврши забавата со самата трка, односно да продолжиме понатаму со забавен дел и да ја анимираме публиката која што ќе дојде да ги бодри сите тие кои што ќе трчат. Така што требаше да свират Љубо заедно со неговиот бенд, па потоа диџеј Игор Ци, кој што ќе пушта музика, требаше да остане улицата затворена за да може луѓето да се забавуваат на лице место, односно забавата да продолжи, но не знам колку ќе издржи и времето, како и да е, дали и да имаме дожд, тркачите нема да се откажат. Ние ќе го реализираме делот со трката секако, но забавниот дел останува да видиме, бидејќи не зависи од нас. Тоа е виша сила, така да се надеваме дека ќе биде вака и ќе издржи времето.